Почитувани гледачи, добро вечер. 21 финале на Купот на Македонија во фудбал. Екипите на Тетекски и Шкендија во меѓусебна пресметка по втор пат, откако пред неколку дена на 22 мај финалето поради националистичките слогани на навивачките групи на двете екипи, Фудбалската федерација на Македонија по два прекина не дозволи да се одржи, влезе во една чесна битка против се она што е надвор и што нема врска со спортот и со фудбалот, па затоа сега пред застрашувачки празни трибини на националната арена Филип II екипите на Тетекси на Шкендија ќе играат што фалите за својот куп, трофеј број 2, екипата на Шкендија за првиот откако повторно е во финалето по на 2006 година. Што фалите станаа специјалисти затоа што во последните 4 сезони по трет пат се во мечот за пехарот, иако од следната сезона ќе играат во второлигашката македонска фудбалска конкуренција. Што се однесува покрај амбиентот, значи празните трибини, околу 100 не би рекол посетители, туку службени лица на националната Филип арена во Скопје. Се е друго исто, барем што се однесува до почетните состави, значи за екипата на Шкендија, која официјално е домакин, Вели, Мурати, Цуцули, Усеини, Бериша, Мишковски, Реджепи, Положани, Јупи, Таипи и Шакири. Добро вечер, почитувани гледачи, поздрав и од мене. Како што кажа Горан, 22 актери се исти од оној прв прекинат надпревар од 21-то финале на Купот. Тетекс со Манчевски на голот, Крстевски, Кралевски, Бейтула и Блажевски во одбраната, Мицевски, Деспотовски и Божиновски во средниот ред, Начевски и Јовановски по кривните позиции, Генци Сени единствениот шпиц или напаѓач во овој состав на Гораст Михелов. Во бели дресови, да нема забуна, настапуваат фудбалерите на Тетекс, изминува веќе третата, четврта минута. Имаше на почетокот една добра интервенција на голманот на Шкендија Вели и ништо друго не се случува, барем за сега во овој специфичен амбиент на Филип II арената. Шкендија сега од ова топка, голема шанса за Шкендија, Јупи е одлична акција, поточно прекрасно додавање. Не успеа да забележам, ќе признавам во прв момент дали беше тоа Положани или можеби Усеини. Да видиме, прекрасно додавање, голема дупка во одбраната на Тетекс и убава завршница, прецизна, ладна, смирено, погодува Јупи. Нова акција сега на Шкендија, одличен Таипи, добро минува Таипи по левата страна, двајца фудбалери на Шкендија во 16-тникот, на втората статива им исто фудбалери. Сега каква лоша реализација, поточно удар на Положани беше тоа. Стигна на првата статива Положани, таму се и Кралевски и Крстевски. Лош центар шут тука. Одеше оваа топка до Божиновски, меѓутоа ќе има уште еден прекин. Тетекс. Сега проблеми за Вели, играше со рака Вели, да видиме Ставрев е таму, тука нема, мислам да има многу размислување. Тоа се правилата на УЕФА и на ФИФА. Не знам само зошто излегуваше Вели на оваа ситуација кога имаше двајца своји соиграчи. Ќе разбраа со Мишковски и со така и Усеини го дала, немаше апсолутно потреба. Тука лош еден потек. Немаше дилема овде дека требаше да се додели уште еден жолт картон. Но еве сега шанса. Ради Нухи, Генци Сени мислам дека беше тоа. Мала конфузија сега во играта на Тетекс, го користа тоа фудбалерите на Шкендија. Еве горе Джепи тука со Јупи, па се придодава таму и Усеини, добар удар. Блажевски. Во триаголник таму. Деспотовски влегува во 16-тникот, следен од Усеини, уште еднаш Деспотовски. Има добар центар шут, еве шанса, лоша реакција на голманот на Шкендија и голема шанса пропушта таму Јовановски. Голема шанса, 100% шанса пропушта Јовановски. Повторно е тука Блажевски. Оди во
офанзива, меѓутоа Блажевски била топка за Исеник, има ли центаршут? Да, на втората статива далеко е Јовановски, го има таму и Бейтулау. Лаш центаршут уште еднаш, меѓутоа доаѓа некако оваа топка до Петковски, па сега Мицевски. Браво, се види. Дарко Мицевски 1-1, одличен потек, одличен удар, ја дочека оваа топка од прва прецизно со едно неодбранливо ефе. Тетекс изедначува на 1-1, 69-та минута. Како во флипер се одвиваше оваа акција, се движеше топката наваму натаму, никој не успеа да ја исконтролира, да шутира и како порачана се намести за Мицевски и мислам дека се виде уште кога ја удри, знаеше што прави, што сака, каде гаѓа и погоди. 1-1. Ској да го скрати јаговот голманот Нухи, онака школски што се вели, меѓутоа беше задостато таму. Генци серија одлично одиграва повратна топка, его тој момент ја допремисла малку топката, Нухи меѓутоа недоволно и за тоа заврши зад неговиот грб. Таипи. Го издржа овој дуел Таипи. Убаво за Цуцули, позиција за Цуцули, одличен удар над гол. 101 минута. Отворање на серијата пенали, прв Тетекс, Настевски. Треба долга концентрација. Погодува 1-0. Ги броиме само пеналите. Ке ги додадеме на крајот на оние 1-1. Ако не се лажам, Ејупи оди кон белата точка. Во дуел со Манчевски. Ејупи. 7 гола во Купот на Македонија, 19 во првенството, 26 оваа сезона. И брани Манчевски, го прочита, тргна на време. Некако не погледна Ејупи дека тргнува пред време голманот на Тетекс, како однапред да имаше одредено страната со спуштена глава и лесно прочитливо од Манчевски. Тетекс по првата серија има предност. Деспотовски во втората. Искусниот фудбалер на Штофарите. Екс-репрезентативец. Мирно очекуваше Нухи да трне и каков потек на 18 годишниот Нухиу, голман на Шкендија. Не тргна, остана. Многу често голманите пред време за да затворат простор тргнуваат, но Нухиу буквално прочита аплаус од Деспотовски. Гледате дека овој ќе шутира по средината. Браво за Нухиу. Ако Алиу биде прецизен, ќе се врати рамнотежата. Алиу и Манчевски. Прецизно. 1-1. Еден погоден, по еден промашен пенал. Дробаров, трета серија, прецизен, мирно, чисто. Два еден за Тетекс.
се лажам, Селмани один кон топката. Така е. Влезе во второто продолжение. Не сме да има проблеми со замори, со грчеви. Трета серија Селмани Манчевски. Посочи го голманот кој тргна пред време и само мирно пласираше Селмани 2-2. По еден промашен пенал, по 2 погодени, четврта серија Петковски. Фудбалерот што за Хоризонт турново постигна хет-трик против Шкендија. Петковски и тој мирно. 3-2 за Тетекс. Не се лажам, првиот левучар, не по-настевски, вториот. Сочека и Ло. 3-3. Петта серија. Ке попуштили некој. Кралевски. Еден од најискусните. Интересна стратегија. Обично најсигурните пеналџи се првиот и петтиот. Се работи за стопер, за дефанзивец, не за напаѓач. Но Кралевски е по-со искуство. 3-3, пета серија. Мирно Кралевски погодува 4-3 и го префрлува притисокот кон фудбалерите на Шкендија кои немаат право на грешка. Не залажам, оди Таипи кон белата точка. Така е, младинскиот репрезентативец на Албанија. И дали нешто му довикна сега Кралевски, вербални судири сега, кога поминуваше кон Таипи, реагираат неговите соиграчи. Ова е дел од стратегијата да се деконцентрира противникот. Таипи нема право на грешка. Петта серија 4-3 води Тетекс. Треба долго време за концентрација. Пречезен Таипи 4-4. И сега тргна да му врати веројатно на Кралевски. За она што му довикна. Кога треба да е најмирно, сега се разжестува ситуацијата, но веќе се минато и мислам дека Типи ја заврши својата работа, го издржа притисокот 4-4. И сега серија по серија. Кој прв ќе сгреши? Голманот Манчевски. Каква храброст. Мирен погодува. 5-4. Нухи. Каков товар на плеките на 18 годишниот дебитант Нухи. Не, нема да биде тој, сепак ќе оди капитенот Усеини. Логично. Голманот кај Шкендија, ако не е избор, би бил веројатно последен 10-ти изведувач на пеналите, затоа што имат играч помалку од 25-та минута фудбалерите на Шкендија. Усеини. И натаму врз него притисокот, значи врз Шкендија, затоа што Тетекс прв изведува пенали, а погодува. Усеини, шеста серија, 5-4 води Тетекс. Усеини и Манчевски под застана и погодува. 5-5. Седма серија. И Сени.
уште од првото продолжение почела да се жали на грчеви, на повреди и сени. Главниот напаѓач. И сега ќе има за Усеими црвен картон. Веројатно нешто довикнуваше и сега. Ако се свртат сите изведувачи на пеналите, ќе нема можност. Да. Шутира. Седма серија 5-5. И сени. Мирно погодува. Сега неискуството кај 18 годишниот Нухи не знае да се постави, да тргне на некоја топка, да избере страна, па макар тоа било и пред време, со повеќе среќа останува на средината, еднаш кај тоа му донесе резултат, го одбрани ударот на Деспотовски во втората серија. 6-5 води Тетекс, сега Бериша. Ова се пенали кога никој нема право на грешка. Бериша и по средината брани Манчевски. Тетекс по втор пат во својата историја го освојува купот на Македонија. 6-5 по пенали, 7-6 вкупен резултат. Среќата на страната на фудбалерите на Тетекс, умешноста при пеналите, одлично од Манчевски кој одбрани два удари од белата точка, несрекниот Бериша. Екипата на Тетекс во последните 4 сезони игра трето финале, го освојува вториот куп. 17-та минута, ЕЈУП 1-0 за Шкендија, 25-та исклучен голма од Вели на Шкендија, затоа што играше со рака надвор од 16-тникот. Мицевски израмни во 69-та минута. При пеналите во решавачката се покажа седма серија и сени погоди. Бериша промаши, Манчевски одбрани. 6-5 при пенали, 7-6 вкупен резултат. Значи и официјално екипата на Тетекс по втор пат во својата историја по 2010 го освојува купот во 3 финалиња во последните 4 сезони. Екипата што следната сезона ќе игра во втората лига, ќе ја представува Македонија во квалификациите за УЕФА Европа лигата. Вкупни 7-6 по пенали, 6-5 по 120 минути, 1-1 против Шкендија. Во рацете на капитенот Божиновски, Куп Пехарот, кој ја спасува сезоната за екипата на Тетекс, која од доголина ќе мора низ тешката втора лига да бара враќање во наквалитетно друштво, но е Пехар што ги лечи раните, што носи дополнителни мотиви и кај фудбалерите, веројатно и кај раководството и во градот Тетово. Овој клуб заслужува да биде меѓу најдобрите.